Да се поттикне и подржи потенцијалот на младите, амбициозни и талентирани луѓе, да ги надградат и усовршат своите вештини и да ги развијат креативните и предприемачки способности за отпочнување собствен бизнис. Е целта на новиот проект на Еразмус Плюс програмата Предприемништво од 21 век, во кој се вклучи и Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Со подпишувањето на договорот со представниците со работници од средните технички училишта од Хрватска и Грција, всушност беше означен стартот на новиот транснационален проект. Проектот е интересен за нас од перспектива гледано затоа што имаме почнување или зачнување на иновативноста кај учениците. Самиот проект нуди можност за будење на иновативноста и будење на предприемаштвото кај сите ученици. Тоа е всушност и целта на самиот проект. И конечно да самите ученици имаат можност да се спознаат каде можат најдобро да одговорат во општествениот развој, односно каде можат да се пронајдат како идни стручни лица. Глобално тоа е самиот проект. Ние се надеваме дека ќе биде успешен. Проектот е предвиден да трае 2 години. И лично сум убеден дека ќе бидеме и ние успешни како партнери во самиот проект. Имаме представници од Хрватска, училиште наше сродно, значи Средно техничко училиште, и представници од Грција, исто така Средно техничко училиште со многу сродни струки кои што се негуваат и кај нас. Станува збор за електротехничката струка, машинската струка и сообраќајната струка. И општина Кочани ги поддржува ваквите проекти во кои се развива иновативноста и креативноста кај учениците, бидејќи истото би било од големо значење и за самата општина. Ова е еден од многуте проекти на Еразмус Плюс програмата. Значи јас како председател на советот, како совет ние и како општина даваме целосна поддршка на сите проекти поврзани со Еразмус Плюс програмата. Се збогатува знаењата на учениците со овие проекти, се збогатува комуникацијата и се подобруваат условите за работа и во училиштата, а со тоа се подослуваат и наставните програми. Проектот ми се е иновативен, еден од иновативните проекти. Новитет е тоа што се вклучува и Грција, значи се проширува соработката, до сега беа вклучени проекти на Еразмус Плюс програмата Бугарија и Хрватска, сега се вклучува овој проект и Грција, така што мислам една од целта на проектите на Еразмус Плюс програмите се зголемување на пријателствата, проширување на пријателствата, и мислам дека со ова се покажува дека Еразмус Плюс проектите го завршуваат тоа за што се создадени. Од планираните активности во наредните 2 години колку што ќе трае проектот, ученици од Гошо Викентиев ќе престојуваат во Грција и Хрватска, но ќе има и возвратна посета оттаму со цел развивање на основната идеја и цел на проектот, а тоа е комуникацијата помеѓу учениците и развојот на претпримачкиот дух кај младите.